Повеќе од милиарда тони храна завршуваат како отпад. Половината од нив се од домаќинствата. Додека едни фрлаат, други гладуваат. За жал, ова не е единствениот проблем кога е во прашање фрлањето на храната. Тука се и климатските промени и влијањето на отпадот врз загадувањето. Ова денес ќе го третираме во приказна. Околу 30% од храната која што ја произведуваме или увезуваме во нашава земја завршува на отпад. Еве што откриваме на оваа тема. Во светски рамки речи се 1/3 од вкупно произведената храна на годишно ниво се фрла, додека истовремено околу 800 милиони луѓе се со ризик од глад, а 5 милиони деца умираат од глад. И покрај тоа што Република Македонија не е во категоријата на богати земји, сепак може да заклучиме дека свеста за отпад од храна во нашата држава е се уште на значително ниско ниво. Истражувањето кое го спроведовме под лидерство на професор Дейвид Пирсон од Central Queensland University Австралија потврдува дека над 50% од испитаниците пријавуваат дека се грижат за количините на фрлена храна во домот. Исто така голем е процентот на оние испитаници кои што практично тврдат дека го планираат купувањето на храна во домот со цел да ги намалат отпадите од храна во семејството. Но од друга страна, спротивно на овие изјави, го имаме податокот кој што говори за значително висок процент на генериран отпад од храна во домовите. Имено, истражувањето потврдува дека самите испитаници пријавуваат над 18%, високи 18% генериран отпад од храна во домовите. Ова би требало да биде сериозен аргумент кој што би не насочил кон тоа во државата да имплементираме брзи и итни мерки со цел зголемување на свеста на потрошувачите и на населението за намалување на генерирањето на отпади од храна во домовите. Милениумската цел на Обединетите нации за намалување 50% на отпад од храна до 2020 година придонесе голем број земји да превземат активности за намалување на отпадот од храна и искористување на храната за донација на најзагрозените категории население, што би придонело во голема мера во борбата против сиромаштија и глад, во воспоставување одржлив систем на храна, намалување на загадувањето на животната средина и одржлив развој. Според Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, приближно 1/3 од целата храна произведена во светот станува отпад. Отпадот од храна годишно генерира околу 8% од емисиите на стакленички гасови. Кога зборуваме за проблемот со фрлена храна, не зборуваме за храна која е како секундарен отпад од производството, подготовката и конзумацијата на храна, туку разговараме за храна која е јадлива, но не завршува на трпезите или не се конзумира. Ова е еден глобален проблем со кој се соочува западното општество денес. Храната се произведува и преработува на повеќе од 570 милиони фарми, во што учествуваат уште голем број земјоделци и посредници од сите краишта во светот, а дел од тој процес е и значајното трошење енергија. Производството на храна е одговорно за повеќе од четвртина, дури 26% од глобалната емисија на гасови со ефект на стаклена градина. Ние работиме со органска храна, хемиски нетретирана, која не ја загадува првата живиот свет. Се трудиме максимално да го намалиме користењето на пластика, преку инсистирање на рефуз производи, преку тоа што не користиме пластични кеси. На тој начин се трудиме да избегнеме пластиката колку што можеме и покрај тоа што е светски тренд сега, да производите се пакуваат во пластика. Знаеш, имаш видено сигурно по супермаркети дека 2 јаболчина спакувани во пластика. Од една страна се органски не ја загадуваат, од друга страна користат пластик. Ние се трудиме колку што можеме, дури нашите производи не се имуни на таквите практики. Али ние се трудиме секај нас да биде рефуз, да доаѓаат луѓето да носат своја торба, од секоја сме инсистирале на тоа. Во иста насока е и стремежот кон нула отпад. Што значи тоа? Преку концептот на членство и на неделна органска кошничка, чија содржина ја правиме ние заедно со производителите, а додека членовите доаѓаат и само ја земаат кошничката без да одбираат што содржи таа. Ние на тој начин знаеме точно колку производи нас ни се потребни за оваа недела. И фрлањето на храна се сведува на минимум. За да се произведе храната, потребно е да се потрошат многу ресурси.
Потребни се земјиште, вода, ѓубриво, а во текот на процесот доаѓа и до голема потрошувачка на енергија. Сепак, според проценките, приближно 1/4 од произведените намирници никогаш нема да бидат изедени. Поголем дел се фрла, оштетува или расипува во ланецот на снабдување пред воопшто да стигне до потрошувачите. Според студијата на програмата на Обединетите нации за животна средина, 1/3 од произведената храна во светот или околу 1,3 милијарди тони завршува како отпад. Вредноста на оваа храна изнесува околу 1 трилион долари. Затоа програмата за одржлив развој на Обединетите нации одреди цел до 2030 година да се намали за половина фрлањето на храна по жител. Земите членки на Европската Унија во моментов превземаат широки акции произлезени од обврските за постигнување на милениумската цел на Обединетите нации. Сите земји членки имаат обврска да подготват стратегии за превенција на отпад и отпад од храна и се во врвот на нивните политички агенди, како Франција, Италија, Британија, Португалија. Во сите земји членки постои систем за донација на храна преку различни облици на организација на невладини организации, банки за храна, хуманитарни организации и така натаму, со голем придонес во борбата против сиромаштија и помош на најзагрозените, нарочно во економската криза. Постојат голем број истражувања, студии, проекти и анализи за различни аспекти на вишокот на храна низ целиот ланец на исхрана во сите три димензии на политиките – економски, социјални и еколошки, кои укажуваат на големата важност на одржлив систем на храна. Постојат различни законодавни решенија со различна интерпретација на релевантното европско законодавство, пакетот за управување со отпад, политики на земјоделство и рурален развој, безбедност на храна, даночните политики, социјалните политики, развој на системот за донација и борба против сиромаштијата, со различен степен на опфат во своите национални законодавства. Според ФАО, годишно се губи или се фрла околу 1/3 од храната произведена на глобално ниво. Над 815 милиони луѓе страдаат од хронична неисхранетост или 1 од 9 лица. При тоа 60% од нив се жени. Конфликтот, екстремните временски настани поврзани со климатските промени, забавениот економски напредок, но и пандемијата ја отежнуваат борбата против гладот. Македонија веќе неколку години се соочува со проблемот со фрлање храна и сме на списокот од топ 10 земји кои што го имаат овој проблем од 8-то до 10-то место, што укажува на висока стапка на фрлање на храна, а од друга страна го имаме проблемот со сиромаштијата. Ова е само еден дел од проблемот кога зборуваме за фрлањето на храна, но е многу значаен. Како да се најде баланс со цел да се помогне на оние кои што немаат, а при тоа да се намали количеството на храна која што ја фрламе? Да, до сега не сме нашли начин како држава ова да го подобриме или да го исправиме до негде. Решението е комплексно, кога ќе ги прашаме сите чинители во процесот, ама сепак е возможно зашто веќе ги имаме примерите од другите земји дека тоа е на некој начин решено. Ако тргнеме од примерот, да речеме, на Америка, каде со еден многу едноставен закон, каде што оној што ја прима храната како помош, се согласува дека ако било што се случи, негова е одговорноста, до некои можеби покомплексни решенија кои ги имаме во Франција, во Хрватска и во останатите земји, сепак тоа ни докажува дека решението постои, дека може да се изведе. Она што еве ние како Ретвитни оброк до сега сме можеле да го направиме, нели како мала група на ентузијасти, да кажам, што се обидуваат секој петок да се соберат, да сготват нешто и таа храна да се донира на оние што им е најмногу потребно, и да се обидеме ете вака медиумски да бидеме присутни и свесни дека не можеме сами проблемот да го решиме, цело време да се трудиме тој проблем да стои негде на површина за нели сите да можеме потоа да реагираме и некако да го решаваме. За жал, можеби во однос на институциите и на сето сплет на засегнати страни што треба да бидат во процесот, ете се уште не сме дошле до таа фаза да го решиме, а делува прилично очигледно дека, нели народски кажано, со еден удар би можеле две муви да утепаме ако успееме некако оној вишок храна да го префрлиме кај оние на кои тоа им е најмногу потребно. Ги споменавте искуството од другите земји, да, јас би сакала да ги искористам како добри практики во таа насока што во некои земји има и продавници за
second hand продавници ќе ги наречам, каде што се продава храна која што е блиску до рокот на одминување. Франција, например, направи револуција со тоа што им забрани на ланците супермаркети да ја фрлаат храната. Дали во тоа може би да има некоја форма која што би можела да се примени на нашиот домашен пазар? Верувам дека да. Значи, ете, оној пример што јас го знам од Романија, Сомаро се вика, Social Market Романија, значи како кратеница, социјален бизнис кој се труди да го направи тој баланс баш на тој начин што го решава проблемот на големите маркети кои имаат храна пред истек на рок. Ја зима таа храна од нив, а потоа за некои многу поволни цени таа храна може да ја продава пред нормално рокот да истече, да ја продава на оние луѓе на кои тоа им е најпотребно, односно на социјалните случаи, бездомниците и слично. Сите луѓе кои се регистрирани во државниот систем дека навистина таа храна им е од помош. Значи такво решение дефинитивно можеме да видиме и тука кај нас, апсолутно се согласувам. Секако законските измени што можеби е потребно да се направат се работа на неколку институции и можеби тука е секогаш кај нас главниот проблем, повеќе министерства и повеќе институции што нели треба заеднички да работат за тоа да се оформи како приказна за да функционира. Фрлањето на храна се јавува уште од процесот на самото производство. Например, во земјоделството можеме да констатираме од првичните моменти на фрлање на храна, тоа само се провлекува понатаму. Дали Министерството за земјоделство направи некаков исчекор за да направи нешто за да го реши тој проблем, бидејќи на некој начин тоа е дел од нивната проблематика? Да, не сум запознат со точните податоци, ама нели во соработка со организацијата Ајде Македонија која направи едно големо истражување пред неколку години во однос на тоа колку храна и која храна се фрла кај нас, голем дел од таа храна беше и во процесот на производство, не само за земјоделски производи, туку и производи кои се нели во фабриките, да речеме, или производствени погони за храна, каде што се грешат етикети, се греши амбалажа, храна што е секогаш нели добра за конзумација, а сепак од некоја причина не може да излезе на онаму каде што треба, нели, за да се помогне некому. Така што во тој дел мислам дека министерството би можело да направи голем напредок, нели, доколку се потруди, доколку се формира можеби работно тело кое е интерно, за да се работи на терен и со самите земјоделци и да успеат на некој начин, можеби и преку некаков државен фонд кој би откупувал некои од производите кои тие ги имаат како вишок или кои не се доволно квалитетни за да излезат нели во маркет или на пазар, а сепак да им се искористи нивната вредност да не завршат нели на депонии како што тоа се случува до сега. Вие со ретвитни оброки со вашата компанија се обидовте на некој начин да дадете свој личен придонес. Каков е интересот на други компании? Кои компании пројавуваат интерес за ваква општествена одговорност во поглед на општеството? Во однос на храната и донирањето на храна, има светли примери и светли точки, би рекол, во нашата економија, што сакаат да се потрудат, но би сакал да го спомнам и нивното гледиште, првично, да го кажем и нивниот аргумент, она што веројатно ги плаши, барем јас така претпоставувам, е не само законските несогласувања или казни кои можат да ги трпат доколку донираат храна која е со поминат рок или пред истек на рокот, затоа што решението што во моментов го имаме е јасно, не сме да имаме донирање на храна ако рокот е поминат. Можеби втора причина заради која тие се исто така резервирани во погледот на донација е лошиот имидж што би можел да им се појави ако се случи некаква несакана случка, нели, кога донирале храна, не се ракувало со неа како што треба или поминало некое време од самата донација до конзумација, за храната во меѓувреме да се расипе и да се случи можеби некое нели труење или не дај Боже нешто посериозно. И мислам дека веројатно секогаш кога размислуваат за нешто такво знаат дека нели и од PR аспект тоа би им било од корист, ама сепак се обидуваат да ги согледат и тие негативни последици што можат да се јават. Можеби тоа е главната причина зошто самите производители на храна или ресторани, кафани и се останато што знаеме дека голема количина на храна циркулира и сигурно имаат некоја количина на храна која може да се донира, се резервирани во тој поглед. Значи мислам дека главен начин како тие да се охрабрат да го прават тоа
е да веруваат во системот кој ќе се постави, дека нема да се случи некаква лоша случка што негативно ќе влие на нивниот имидж или па да влие на некакви казни што тие би можеле да ги добијат. Накратко кажано, веројатно мора најпрво државата и институциите да излезат во пресред со некои олеснителни околности, за да можеме да очекуваме те приватниот сектори, сите кои работат со храната, да дојдат, да се најдеме на пола, што би се рекло. Ова е само едниот аспект кога е во прашање проблематиката на отпадот кој што се произведува со фрлањето на храната. Другиот е загадувањето на животната околина. Колкава е свесноста кај нас дека отпадот влијае на загадувањето на околината? Па би рекол дека како и во другите аспекти од заштитата на животната средина, мислам дека не сме доволно свесни како нација и како држава дека правиме непотребно ѓубре и на тој начин. Не е само пластиката која загадува, како што рековте, загадува нормално и се останато што го фрламе како храна, особено кога знаеме дека тоа би можело да се искористи на некој начин. Сите ние, веројатно, традицијата ни е таква, потекнува тоа од претходни генерации, кога, ќе направиме ручек дома, обавезно останува нешто, ама ајде го чуваме ден-два, за да не случајно некој го изеде некој друг член од семејството и тоа стои најчесто додека не се расипе, па тоа е касно веќе и да се донира. Тука, на тој начин се обидувавме секогаш и со ретвитни оброк да пренесеме порака и така всушност почна самата иницијатива, како кога готвиме за себе дома, она што е вишок, веднаш да го спакуваме, како оброк да го дадеме некому, знаеме дека веројатно нема да го изедеме, а едноставно од навика ни стои додека не дојде време да се фрли. Така се обидувавме да ги спровоцираме, да речам, луѓето во околината и сите останати да бидеме малку по-свесни и за отпадот, и за оние кои се меѓу нас, а кои го немаат тој оброк, за да може да се помогне. За крај, спроведувањето на Зелениот договор на ниво на Европската Унија, вклучително и на делот на Западен Балкан, не вклучува и нас. Сметате ли дека можеби токму ова ќе биде на некој начин поттикнувачко решение кое што ќе не доведе до она што ни недостасуваше до сега? Па да, тоа може да биде не само ветер во грб, него ете и ако ни кажат дека мораме, тогаш некако сме најекспедитивни и најмногу ќе се потрудиме. Така што може би од страна ќе дојде тој импулс за сепак да се забрза малку овој процес и да се дојде до некое решение кое потоа само ќе дозволи да се вклучат повеќе страни во процесот и да стане што поиздржано за да се помогне на повеќе луѓе, а истовремено да се намали оној отпад што го правиме. И само уште ова, го споменавте вашето предпријатие како дел од социјално предприемништво. Каков е интересот на други компании да станат дел од тој систем, односно да ги помогнат оние кои што се ранлива категорија во нашето општество? Па, јас сум во тој сектор од 2015 година. Тогаш беше првата година кога Фрешис отвори. Би можел да кажам дека во овие 5-6 години интересот е зголемен, се појавуваат се повеќе и повеќе млади луѓе кои имаат такви отворени идеи, кои согледуваат дека е можно да се направат решенија што ќе донесат бенефити за нив како сопственици и за вработените во самата компанија, а и за населбата или општеството во кое делуваат. Можеби темпото со кое се појавуваат нови такви компании не е доволно брзо, ама сепак одиме во вистински правец. Секако, можеби и ова што го спомнувавме во однос на ЕУ, регулативите и слично, ќе помогне и од тој аспект малку да се охрабрат повеќе од социјални предприемачи да размислуваат не само за личниот интерес, туку и за општеството. Проблемите ги имаме за жал и тоа е едно широко поле на кое може од многу аспекти да се делува. Така да желбата е само тука пресудна, а има начини и може да се превземе нешто. Нашето општество полека ги менува навиките, мораме да бидеме искрени. Ние имаме хумани граѓани, граѓани кои што во одредени моменти кога се акциите навистина донираат и се грижат за оние кои што се во околината, се уште немаме изграден однос, здрав или силен однос со бизнес заедницата и институциите, бидејќи институциите без разлика како власт доаѓаат да се менуваат, бидејќи ние нашето 11 годишно постоење на некој начин ги преживува сите овие промени што се случија во периодов,
институциите некако многу потешко ги подотвараат вратите. Освен локалните самоуправи, каде што имаме, да речеме, разбирливи, односно градоначалници кои што во првите 5 минути ја разберат поентата што е тоа банкарство за храна, бидејќи ние како систем кој што им го нудиме на локалните власти, морам да признам дека сме веќе имаме екзактни 15 меморандуми за соработка, каде што самите градоначалници се јавили на тие наши, да ги речеме, гледајќи ги нашите промотивни настани или акции, граѓаните, па и онаа храна која што евентуално би била предмет на донација, не секој или организација или организирана форма може да ја превземе во одреден момент, бидејќи храната од точка А до точка Б мора да биде безбедна. Без разлика на се, некој може да биде ептен, хуман, меѓутоа ако е или па најголемиот трошок и издаток за овој систем на подршка не мора банките за храна, бидејќи се и други организации кои што се на некој начин на првите линии кои што помагаат на семејства, најголемиот трошок е дистрибуцијата. Како пример само го земам, примерот ако некој се појави како донатор поединец од Ѓорче, треба да ние од тука од аеродром во Ѓорче да однесеме храната можеби во Лисич или не е битно. Значи тој моментум е нерешен, да го речем, и е многу, условно речено, под наводници скап. Скап е заради волонтери, за превозно средство, за дистрибуција, прифат и дистрибуција. Обично ние милуваме да кажеме дека нашата форма, ние сме некако семафор на донациите, на хуманоста, на пред се на поголемите донатори. Јас само имам еден податок кој што сигурно ќе биде интересен за тие граѓани и гледачи кои што треба да стават прст на чело, дека ние како семејства, ако распределиме во 30 дена еден месец, што фрламе, колку фрламе, ако бидејќи тоа има своја економска вредност, ние фрламе 50 денари од ден, тоа се значи колку идат 1500 денари месечно, 18.000 годишно, горе-доле. Тоа се 300 евра. 500.000 семејства по 300 евра, нека израчуна некој, не мора да сите 500.000 семејства, нека бидат 300.000 семејства да фрлат, ќе видиме дека 10-11 милиони евра ние како граѓани фрламе. Обично храна останува пред да заминеме на одмор, нели негдека па останува одредени производи низ фрижидерот кои што 10-12 дена не би издржале. Меѓутоа и оној другиот дел, готвењето храна, тој е најопасен дел и ние како банка за храна не би сакале да влеземе во еден таков систем. Зошто? Ако ја готвам храна за мене дома, тоа не значи дека моите вируси, болести, па поготово сега во ова ковид време, ја да готвам и да донирам на некого е малце шкакливо. Од тој аспект банката за храна не секогаш е расположена да прифати, иако прифаќаме, морам да бидам искрен, меѓутоа тоа го прифаќаме во строго предвидени мерки и постапки и со посебни садови и за посебни организации наменета таа готвена храна. Иначе не се впушчаме во таков ризик да на некој начин, сакајќи да му помогнеме на некој, можеме да му направиме пења. Хуманитарното здружение Љубезност со помош на хуманите луѓе и социјалните мрежи веќе подолго време доброволно работи на собирање и делење на оброци на бездомните лица. Од Љубезност редовно апелираат за поголема свесност од граѓаните во однос на фрлањето на вишок од храна. Кога зборуваме за зголемување на свеста, тоа можеме сите да го направиме. Значи не само организациите, него и како индивидуи, како граѓани на нашето општество. Со тоа што ќе ги анимираме и останатите, нели? Во нашите домакинства секогаш останува вишок на храна. Значи не зборуваме за остатоци од храна, него зборуваме за вишок на храна. Од секој ден, можеби од секоја седмица, нели, во текот на периодот, останува вишок на храна, која што ни останува и знае неколку дена да стои и да се расипе и да мора да ја фрлиме во контейнерите. Со тоа што можеби ќе сами прво ќе градиме таа совесност или свесност да таа вишок на храна која што ни останува и нема да ја употребиме ние, да веднаш ја намениме на некого на кого што му е потребна.
секаде онаму каде што работиме, каде што живееме, каде што престојуваме, каде што се движиме, секаде околу нас можеме да сретнеме на луѓе кои што им е потребна помош. Добро и мудро е да се прави анимација на оваа тема, посебно кај помладата популација во земјава, поради креирањето на иновативни решенија како би се спречило фрлањето на вишок од храна, вели Тони од љубезност. Затоа што тие се навистина иновативни и можат едноставно да придонесат во создавање на некои иновативни решенија, дали тоа со активности, акции на терен, дали со здружување. Имаме доста иницијативи кои што функционираат во нашата земја и навистина сме благодарни што имаме можност да соработуваме со дел од нив и навистина сме онака позитивно изненадени сме за нивната иновативност и како едноставно сакаат да дадат придонес вклучувајќи и за оваа тема. Така да младите се мислам дека голем двигател и навистина треба да се потребни и да ги поддржиме во нивните иницијативи. Процедурите за донирање храна кај нас не се доволно регулирани, односно според Станковски не се опфатени сите сегменти, па затоа на ова поле потребно е уште работа. Постои определен закон за донации и спонзорства, меѓутоа потребно е да се направи малце повеќе од тоа, затоа што во вака како што е поставена регулативата, кога зборуваме за вишок на храна или храна која што може да биде донирана од фирми, од производители, од ресторани, од хотели, на овој начин не се целосно заштитени, односно не се заштитени во однос на тоа што може да се случи доколку храната не се третира како што е потребно, откако они ќе ја донираат некому. Затоа што може да се случи таа храна да ја превземе некој, па несоодветно да ја третира, се додека не ја даде како донација на крајните корисници или на сиромашните и може да настане едноставно големи проблеми, нели, се нарушува безбедноста на храната. За таа цел потребно е или да имаме закон кој што ќе регулира донирањето на вишок на храна или пак можеби и со правилници во склоп на регулативата, затоа што имаме многу примери и во нашата околина, меѓутоа и пошироко во Европа, каде што тоа се регулира на еден или на друг начин. За да може да сите субјекти кои што раководат со храна, да едноставно се одважат и да можат повеќе нели да донираат или повеќе да се вклучат во овој процес. Рециклирај и донирај е една убава и реална приказна која Сдруженијата Љубезност и Суниленс ја започнуваат во 2017 година, а е во насока домаќинствата да стекнат навика наместо да го фрлаат отпадното масло, истото да го рециклираат. Има еден факт кој што кажува дека 1 литар на отпадно масло за јадење може да загади 1.000.000 литри вода. Значи тоа е голем размер, голем однос. И колку повеќе може би индиректно почвата, воздухот, нели, во самиот процес на одлагање на маслото за јадење, нели, во природата. На овој начин со ова соработка и со овој проект кој што се нарекува Рециклирај и донирај, има можност граѓаните само да се јават на телефонски број во Суниленс. Нивната логистичка поддршка директно носи кантичка, празна кантичка за собирање на отпадно масло за јадење. Во домаќинството не е ограничено за колку време да се собере отпадното масло, дали може би за кратко време, подолг период. И кога ќе се наполни кантичката со отпадно масло за јадење во домаќинството, повторно се јавуваат на телефон на Суниленс, повторно доаѓаат на врата, го зимаат маслото, отпадното масло за јадење и има две опции кои што можат граѓаните да ги одберат. Тоа е или да земат како награда пола литар свежо сончегледово масло за нив самите, или може истата количина да биде донирана. Франција им забрани на супермаркетите да ја фрлаат храната и со тоа предизвика цела лавина од реакции во поглед на фрлањето на храна на секаде низ светот. Какви се практиките во поглед на ова, дознајте од она што ви го подготвивме денес во приказна.
Дали имаме навика како нација храната што ни останува дома вишок да ја донираме или повеќе ја фрламе? Мислам дека не, повеќе ја фрламе. Зошто е тоа така? Има ли решение на ова? Имаме некоја навика најверојатно да таква ни е нацијата, што знам. Твојата лична навика каква? Јас ја фрлам претежно храната, така да јас немам таква навика да донирам или па најверојатно е до нас луѓето. За жал тука слаба култура имаме. Обично значи најчесто се фрла наместо да се донират, затоа што искрени да бидеме, на оваа земја на топка има многу гладни луѓе. Не донираме, не даваме ништо, све фрлам изгледа. Според извештајот на Европскиот парламент за намалување на отпадот и зголемување на безбедноста на храната до 2030, државите треба да ја преполуват количината на фрлена храна. Евростат укажува дека околу 23% од населението во Европската Унија е изложено на ризик од сиромаштија или социјална исклученост, а во исто време се фрлаат околу 88 милиони тони храна годишно. Сите потрошувачи мора подеднакво да бидат заштитени со истите стандарди за безбедност на храната, без разлика дали таа се продава директно на потрошувачите или се прераспределува на оние кои имаат потреба преку организациите за редистрибуција или други добротворни организации. Со цел да се обезбеди оваа одредба, прераспределбата на вишокот на храна, вклучувајќи и испораката и ракувањето со храната, како и можната понатамошна обработка и подготовка на храната, мора да биде усогласена со правилата на Европската Унија, поврзани со хигиената на храната. Проблемот со фрлената храна се појавува заради економскиот модел и начинот на кој се третира храната во денешното општество, каде што таа е сведена на ниво на обична трговска стока и во синџирот на дистрибуција од производство, од нивата до трпезата се случуваат тие загуби, односно храна која не остварува својата функција. Храната денес има мултифункционална улога, не е само како економска категорија, туку и социјална, културна вредност, но и важно е еколошко прашање. Додека кај западноевропските земји фрлањето на храна се случува во подоцнежните фази за време на подготовката и чувањето на храната во домовите и во рестораните, кај нас со овој проблем се соочуваме многу порано уште од нивите заради непланското производство, незагарантираниот откуп на земјоделски производи, но и нерегулираниот пазар и дистрибуција на земјоделските производи. Република Македонија и покрај својата специфична социјална и економска ситуација не се разликува од трендовите на фрлање храна во развиените земји. Самото истражување доаѓа до податок дека постои силна корелација помеѓу генерираниот отпад од храна и свесноста, еколошката свест кај населението. Оние кои што имаат поголема еколошка свест секако фрлаат помали, пријавуваат помали количини на отпад од храна во домовите. Исто така, треба да се напомене дека од друга страна поголеми количини на отпад пријавуваат дека фрлаат оние испитаници кои што не се свесни за цената и трошоците кои што ги генерира самиот отпад од храна. Околу 30% од храната произведена или увезена во земјава никогаш не се консумира, бидејќи се расипува веднаш по берењето, во текот на транспортот или на крајот во отпад ја фрлаат големите трговски синџири и потрошувачите. Ако земеме предвид дека во големите маркети се фрлат 30% од храната, може да замислите колкаво тоа загадување представува од самото производство на таа храна, транспортот и фрлањето на таа храна. Кај нас тој процент е сведен на минимум преку таа неделна органска кошничка. Дури тоа што останува храна, ние се трудиме да ја донираме со соработка со невладини организации како Ајде Македонија, Една може и други наши соработници. И на крајот тоа што треба да го фрлиме, не го фрваме, туку преку со нашите соработници производители имаме договор еднаш неделно да доаѓаат и да собираат сета храна што ни останува, за да не се фрли на ѓубре, туку да заврши како компост или храна за животните. Според податоците на Државниот завод за статистика во 2020, 455.600 лица во Северна Македонија живеат во тешки услови, што е 21,9% од вкупното население. Најпогодени се повеќе члените семејства. Македонија се наоѓа во 10 земји во светски рамки по количината фрлена храна според бројот на жители. Клучни стратегии и политики кои што треба да се градат е да се подигне што повеќе нивото на свест за негативните ефекти
од генерираниот отпад од храна, посебно во домовите. Граѓаните треба да бидат информирани дека самиот циклус на генерирање на отпад од храна не е придобивка ниту за потрошувачите, ниту за производителите на храна. Имено тоа гломазно купување на храна, кое што произлегува и од големите количини на отпад од храна, го оптеретува и дистрибутивниот систем, од друга страна ја зголемува цената за производство на храна и за дистрибуција на истата. Како резултат на тоа зголемување на цена на производствениот и дистрибутивниот процес, практично се зголемува и цената на финалниот производ, што директно влијае врз џебот на потрошувачите и долгорочно исто така влијае и на ситуација во која што населението осиромашува. Од тука многу е важно населението да биде перманентно информирано за негативните ефекти, за лимитираните ресурси кои што ги има природата и да биде свесно за тоа дека се повеќе треба да лично, индивидуално да придонесува за тоа да се намалува количината на отпад од храна во семејството. Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО ја рангира нашава земја на 8-то место во светски рамки според количествата на фрлена храна, во однос на бројот на жители, при што е утврдено дека најмногу се фрла овошје и зеленчук, а најмалку живина и риба. Податоците што јавно се пласираат покажуваат дека во земјава годишно се фрла храна во огромни количества кои може да нахранат околу 13.000 граѓани со 3 оброци дневно. Околу 30% од храната произведена или увезена во Македонија никогаш не се консумира. Процените се дека фрламе 12.000 тони храна, со кои може да се обезбедат по 3 оброка дневно за 26.000 граѓани, а вкупните вишоци надминуваат 100.000 тони. Slow Food 10 години работи на актуализирање на овој проблем и на европско ниво од страна на Slow Food International, но и кај нас од нашата организација. Во таа насока се предлагаат низа решенија, се предлагаат низа мерки. Во Македонија едно од поголемите активности кои ги превзедовме е овозможување на преработка на вишоците на земјоделски производи во преработени производи. На тој начин ќе се избегне поголемата загуба на земјоделски производи, нивно фрлање и употреба во производство како суровина за добивање на високо квалитетни домашни и занаетчиски произведени производи. Повеќе граѓански организации прибираат донирана храна од компании и понатаму ја распределуваат. Една од нив е и Банка за храна Македонија. Станува збор за групација од 18 организации со поддршка од компании што им се постојани соработници и со активности во 15 града. Со решавањето на проблемот со фрлената храна, ние не само што имаме економски заштеди и одржливост на нашите фармери, нашите производители и на ниво на домаќинства, исто така и храната реализира и својата општествена улога како социјална категорија да биде достапна до секого, да биде пристапна за секого. Тука посебна улога имат и банките за храна кои дистрибуираат вишоци на храна која би завршила како фрлена. Државата требаше да ги стимулира компаниите да го донираат вишокот храна на оние на кои им е неопходна, наместо да ја фрлаат на депониите. Многу е битен и онај дел кај самите донатори на вишок на храна или онај прифатен центар кој управува со таа донирана храна, значи едниот и другиот мора да бидат регистрирани како оператори во АХВ, за да имаме своја и законска надлежност во тој дел да можеме да ја провериме безбедноста на храната која крајниот корисник или таму каде што ќе биде донирана, ќе биде и конзумирана. Постоеше иницијатива, беше формирана и работна група со цел да се донесе закон првпат во Македонија кој ќе регулира каква храна може да се донира и кому, како ќе оди целата процедура и какви се олеснувањата за компаниите што ќе влезат во тој синџир. Комплетно самиот почеток, самата идеја, агенцијата заедно со Министерството за шумарство, водостопанство, Министерство за финанси, Министерството за труд и социјала, невладиниот сектор сме едни од чинителите кои учествувавме во креирањето на овој предлог закон, бидејќи ова е по иницијатива на невладиниот сектор, односно иницијативата која што носи назив Ајде Македонија и се однесува токму на донирање на храна која што
и сега и цело време ќе ви кажувам дека се работи значи за храна која е безбедна за крајниот корисник. Работната група за изработка на законот беше составена од представници од 15 на институции и граѓански организации. Што се однесува до самите надлежности, значи мора да се испочитуваат сите оние одредби кои што се во Законот за безбедност на храна веќе предвидени, со тоа што како предмет или како храна која што се донира, а е под надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство, ние секако внимаваме да оваа храна која што се донира покрај тоа што ќе ги задоволи овие законски одредби, треба да имаат, значи да биде храна која што најчесто е непродадена храна поради намалена побарувачка на тој тип на производ. Исто така тоа може да биде храна која е повлечена од продажба од самите фирми, храна на која што и се ближи крајниот рок, меѓутоа ако земеме во проценти тоа бар има уште 10% временски рок од оној кој што е како рок на употреба наведен во самата декларација. Исто така тука доаѓаат во предвид и храна која што во одредени случаеви може да биде и да се работи за храна која има грешка во самата декларација, односно има некои недостатоци, а сепак е безбедна. Исто така храна која што може би има мало физичко оштетување, а не е продадена или заради тоа не може да се продаде. И исто така тука доаѓаат пред се во предвид и дозволено е значи донирање на примарните земјоделски производи од растително потекло или храна од нерастително потекло која е произведена во одредени угостителски објекти за исхрана. Исто така тука се финалните пекарски производи или одредени деривати од тесто, односно од брашно, кои што се исто произведени во пекарниците, меѓутоа за кои што нема потреба претходен термички третман. Законот се уште не е изгласан. Изразот загуба на храна се однесува на загубите при жетвата. Главните причини се несоодветното складирање, лоши капацитети за чување и преработка на храна, несоодветно планирање на производството и лоши пазарни врски меѓу доставувачите и купувачите. Причините за загубите на храна во малопродажбата, угостителството и домакинствата се ниската свест и небрежноста. Не фрлајте храна, ако имате остатоци, замрзнете ги или искористете ги при приготвување некое друго јадење. Произведувајте повеќе со помалку и независно што работите, бизнисмен, професор, представник на државна институција, или сте едноставно некој што сака да направи промена. Заложете се против гладот. Ова се само некои од пораките на Организацијата за храна и земјоделство, ФАО на Обединетите нации, која наметна сериозна агенда до 2030 година да му се стави крај на гладот во светот, да се елиминираат сите форми на неисхранетост и да се создадат одржливи системи за храна. Некои земји членки на ЕУ стимулираат донација на храна, нудејќи даночни одбитоци, други пак обезбедуваат даночни олеснувања за поддршка на шеми за редистрибуција. Со примена на корпоративните даночни олеснувања, Франција, Шпанија и Португалија покажаа ефективност во поттикнувањето на донацијата на вишок од храна од страна на индустријата. Размислете добро пред да ја фрлите храната која што ви останала следниот пат. Споделете со оние кои што немаат. Довидување до следната приказна.